Во актуелниот закон за работните односи постојат одредени одредби кои што го штитат синдикалниот представник или, како вие велите, синдикалниот лидер. Секако и во општиот колективен договор од приватниот сектор за стопанството има одредени аспекти на заштита и во останатите колективни договори. Меѓутоа, знаете што, јас константно укажувам на еден интересен феномен кој што се случува кај нас. Првото нешто е тоа што вие го поставувате, дали таа заштита законска и во делот на колективните договори е доволна. Меѓутоа, каква и ние заштита да направиме и во новиот закон за работните односи кој што е во тек и во изготвување од страна на Министерството, а верувам дека ќе дојде и пред пратениците за некое време, многу е важно дали ние всушност ќе разбереме и ќе сватиме дека заштитата на синдикалниот представник е нешто што е повторно во интерес не само на синдикатот и на вработените, туку и на работодавачот и на државата. Прашањето за практичната примена на одредбите од законите и колективните договори е многу важен аспект во функционирањето на правната држава и владењето на правото. Ако ние немаме практична примена и колку и да се идеални нормите во законот, ќе имаме проблем во пракса. Но, бидејќи поставувате едно интересно и би рекол до некаде и деликатно прашање во однос на заштитата на синдикалните лидери, морам да ви кажам дека во овој контекст приказната има секогаш две страни. Не смееме како општество, како држава да дозволиме, како стопанство, како јавна управа, да дозволиме да одредени синдикални представници кои што злоупотребуваат права, кои што не се на нивото на задачата и кои што штитат или протежираат лични интереси, да ги штитиме по секоја цена, а од друга страна не смееме да дозволиме синдикалните представници и лидери да бидат, народски кажано, шиканирани, да бидат изложени на мобинг, на дискриминација, на беззаконие, на незаконити откази и слично, само затоа што си ја вршат својата синдикална работа. Законот ги штити од отказ, например, но во пракса што се случува? Голем број на синдикални лидери добиваат отказ, па потоа преку судските инстанци треба да докажат, и тоа најчесто го прават, дека отказот кој што го добили од работодавачот е без основа, односно незаконит отказ. Меѓутоа поминуваат година, две, три, се трошат време, пари, а јас ви кажал и нерви. Тоа не е добра порака која што ја праќаме, особено во овој контекст треба да се внимава во јавниот сектор, бидејќи таму веќе самиот концепт на пресметување со синдикалните представници и лидери веќе добива друг поинаков призвук, најчесто се замешани одредени политички мотиви, односно како основ се и политичката дискриминација. За жал, јас исто така ги имам слушнато овие информации и би рекол не само слушнато, туку и во одредени конкретни ситуации сум добил подетално информирање што се случува и како се случува. Како професор по трудово право, тие феномени ги истражувам. И за волја на вистината морам да ви кажам дека овој проблем не е од вчера, не е од пред година, две, три. Ова се провлекува низа години наназад, би рекол и повеќе од деценија, каде што, особено во јавниот сектор, без разлика на политичките елити, кој како всушност раководи со одредени сектори, ресори или слично, некако како да има желба да се пресметува со синдикалните лидери. И тоа било и во минатото, и во 90-тите години, па го гледаме и денес, за жал. И јас апелирам во оваа прилика, ја користам Горане оваа можност преку вашиот портал да укажам дека ова навистина треба еднаш за секојаш да престане.